Здраво на сите. Во денешна епизода гостин ни беше Пеце Клечкаровски од Струга. Тој е собственик на брендона Леска. Произведува според традиционални рецепти путери од лешник, од фстаци, има повеќе од 30 оригинални рецепти. Разговаравме за занаето, во кој што е мајстор, ама и за неговата хеви метал кариера, за тоа како пишувал текстови, како учествувал на музички фестивали. Фала ти, Пеце, што ни направи чест и ни гостуваше на подкастов. Запратете не на Facebook, претплатете се на Patreon, запратете не на Instagram, на YouTube. Доколку сакате да ни донирате во крипто, линко е подолу. Фала ви што не гледате и сонувајте нешто корисно. Добро дошо ти пинг-понг, јас ти враќам. Да, почнати сме. Како сум? Одлично сум и среќен сум, вака што не испочитува и ни направи чест да се закрениш од Струга, да ни гостуваш и да ни кажеш, односно ни раскажеш една приказка во врска со Леска, со тоа што го започна пред колку години? Да кажам пред 7-8 години нешто така. Сокче од малини на расторање може? Апсолутно. Пред 7-8 години дури работав во ресторански кујни. Ми дојде идеја да во моите десерти таму да вметнам нешто ново, нешто уникатно што би ја сменала таа приказна на функционирање во однос на десертите. Дојдов до идеја, бидејќи кај мене во дворот каде што живеам имав доста лешници насади, мислам доста. Имав некои 20 стебла и бидејќи со мајка ми често правевме сладки, претежно и мајка ми доста правеше сладки и употребував нели од сите тие јатки, ама на крајот од годината остануваше така некоја поголема количина што не беше изедена од лешниците и ми дојде на идеја да направам некоја алтернативна по-здрава варијанта нели на познатите брендови како што се Нутела, Еврокрем и така натаму. И се заиграв со лешницеви, почнав тие беа почетоците на создавањето на првите рецепти за пред се што би ги употребил во десертите. Значи ти во тоа време работиш во угостителство, така работиш во кујна. Да. Сега имаш идеја сами јадења што ги подготвуваш, малце да ги оплемениш со некоја да кажам состојка. Да, на друга димензија на самиот десерт, да применам една нова намирница што ќе биде нели од почеток направена во домашни услови. И баш ме интересира сега, добро идиш до идејава и викаш се заиграв. Значи тоа претпоставувам е некој процес на експериментирање, така? Апсолутно да. Кажи ми како со што си играше, како менуваше, кои идеи? На почетокот поима немав што правам. Само ми беше целта. Ајде на здравје. Сокчево врв. Баба ми е врв, мора сокчето да видим. Браво за баба ти. Значи, на почетокот не знаев баш што треба јас да преземам за да го извадам најдоброто нешто од производот. Едноставно тоа беше едно лутање, каде што рецептите се усовршуваа како последица на неуспесите. Значи, првичните неуспеси во тие експерименти ме научија каде се моите грешки и учев од самите грешки. Првите производи што ги направив наликуваа на нешто такво, но не беше
вистинското нешто кое го посакував да го имам како краен производ. Со тек на време, со многу експериментирање, па потоа земав и некоја литература и доста истражував и по интернет, исто така доста ги истражував и самите намирници, како тие кога ги спојуваш со други состојки, каква хемиска реакција добиваш на крај. Со текот на сите тие експерименти веќе почнав да добивам производ од кој што бев задоволен. Првенствено почнав да ги употребувам во десертите, како што реков, во рестораните кај што работев. И на луѓето, на гостите им се допадна нештото, па почнаа ми нарачуваат и за дома. Почнав да изработувам така и во тоа време на Facebook, ете се охрабрив да тој прв производ што го направив, се охрабрив да го постирам и да видам каков интерес ќе привлече. Во тоа време можем да кажем дека немаше ваков занает. На обработка на јаткасти плодови и семки. И поради тоа со таа објава на Facebook се појави еден голем интерес. Како дечко сега направил домашна нутела, например, како е тоа возможно. И се заинтересира луѓето. Извини малце, ако може да те навратам сега, како дечко направи домашна нутела. Ти во тој момент не располагаш со некоја технологија, никаква. Така? Да. Тоа ме интересира, како ти се снајдуваш, кои се некои твои довитливи решенија за да успееш од јаткасти плодови, а секој знаеш пробал колку е тоа тешко да се сомери, да се обработи. Како успеваш, кои се твои некои почетни довитливи креативни решенија за да дојдиш до производот? Што ти го бендисува гостите? Малце тука сакам да почетокот беше тешка импровизација. Работав со блендери, со сецко, со блендери, такви ствари. Индијански, значи? Да, баш. И буквално немав поим со каква технологија јас треба да располагам за поефективно и попрофесионално да го изработам производот. Ги открив техниките на изработка тек после 2 години, да кажеме. Открив каква уствари опрема ми е потребна и така натаму. Проблемот беше што тука во Македонија никој не го правеше, тоа јас немав од кај да учам. И тоа што го барав по интернет беше многу тешко во тоа време да ја најдеш вистинската техника за изработка. И дури да пребаруваше тогаш на Google, излегуваа исто такви варијанти каде што луѓе се малтретираат исто така со блендери. Да. И потоа се зачленав на разни форуми што се занимаваат со каде што луѓе комуницираат околу чоколада, околу преработка на јаткасти плодови и така натаму. И тогаш ги дознав вистинските техники и вистинските начини на изработка. И можам да кажам дека пред 4 години почнав веќе да купувам соодветна опрема за изработка. И денеска процесот на производство? Процесот на производство денеска ми е многу повеќе олеснат за разлика од порано. Јас тогаш изгорев можда 50 блендери онака. Дори имав и ситуации каде што ми експлодира на сред работа. Денес процесот е многу го поедноставив и многу е поефикасен, но се уште работам на тоа. Вложувам во опрема, инвестирам во нови техники, во нова опрема за уште да сум уште повеќе ефикасен во тој поглед. Овде мораме да напомениме она преска што ми кажа, ти моментално со твоите производствени капацитети не можеш да произведиш колку што можеш да продадеш. Да. Обично сум букиран, да кажеме, 3-4 месеци однапред секогаш.
3-4 месеци. Да речеме еве само моментално, види кој е мојот концепт на работа. Бидејќи мојата работа е за нетчиска. Крафт, артисам, како сакаш да кажеш. Значи не е индустрија, не е масовно производство, не е фабрика. Значи ова е за нетчиска работилница. И што беше поентата? Значи целиот тој процес на изработка го организирав на следниот начин. Бидејќи создадов во сите овие години назад, создадов многу различни рецепти. Значи можам да кажем дека досега имам создадено преку 100 различни рецепти кои се базираат на различни јаткасти плодови и семки. 100 различни рецепти, се тоа е поврзано со производи од јаткасти? Да, и од јаткасти плодови и семки. Аха. Да. И бидејќи поради ограничениот капацитет на производство, јас секако не можам сите 100 да ги изработувам во истиот момент. Јас да кажеме за овие 3-4 месеци што ги планирам напред, правам одредено мени, составувам. Да речеме од сите тие 100 производи селектирам 10 и од тие 10 производи составувам мени. И купувачите практично која ќе биде отворено за нарачки, нели, прашуваат што е сега достапно, јас им го праќам тоа мени и може да се одбираат од тие, нели, од таа понудена листа на производи. И практично кога ќе го отворам менито, тогаш почнуваат и резервациите. Штом јас ги приберам сите резервации за следните 3-4 месеци, тогаш го затворам менито и веќе однапред знам што работам. Тоа е концептот на работа сега. Јас се трудам да зголемам уште малце капацитетот, работам на тоа. Еве сега очекувам нека нова машина да ми пристигне со што би се сменила малце играта, би кренал повеќе на капацитет, во смисла да можам поефикасен да сум во однос на побарувачката. Например, за некој да не мора да чека 3 месеци за да можам јас да го услужам. Тоа беше муабет од Ивана Преска, немој да чекам толку, дај нешто така да средиме. Да. Искрено јас не очекував дека толку ќе биде голема заинтересираноста. Тоа ме интересира сега, рече го напред, добив нешто што ме задоволува со квалитет и сега имам прилика, уште си во угостителство, имам прилика нешто да го искористам во... Извини, во угостителство веќе не сум 3 години, мислам за работа во ресторант. Да, сега не, ама почетоците, кај што можеш нешто да го тестираш со гостите. Така. Сега тоа објасни ми какви се првите реакции, што ти се, да кажам, првите индикации дека ова јас што го правам усвари може да биде и комерцијално испатливо, дека може и со тоа да се занимавам. Како што кажав преска, во тој период беше нешто ново. Таа новост ја поттикна, нели, јавноста чека да видиме, да пробаме. Тоа беше првото нешто што ме стимулира, знаев дека правам некој нов производ и заинтересираноста ќе биде голема. Кога го изработив прв пат производот, како што сакам јас, како што беа моите очекувања, првенствено бев задоволен од самиот себе си како го изведив тоа и потоа кога првите муштери го пробаа нештото, реакциите беа многу позитивни, као вау, шо е ова, вакво нешто неам пробано. Онака на прва? На прва, да. И буквално тие луѓе споделуваа со нивни други пријатели, тие исто така нарачуваа, па тие после споделуваа со нивни други пријатели и така едноставно целиот тој процес се случи многу спонтано, онака, од човек на човек, од задоволен муштерија до задоволен муштерија. Значи никаква реклама, се уште никаков маркетинг, никаков зачеток на бизнис. Буквално не платив денар за било каков маркетинг. Единствен маркетинг ми беше задоволниот муштерија, односно задоволниот купувач. Тоа беше првиот стимул онака што ме поттикна в тие позитивни реакции и сознанието дека правам нешто ново на пазарот тука. Иначе во светски рамки занаето што јас го работам веќе постои уште од
19 век и порано. И јас дури после ги дознав сите тие работи кога почнав повеќе да навлегувам во нештото и повеќе да истражувам. Ајде малку за тоа. Навлегов и во историјатот на целата таа приказна. Извини? Малку викам сега за тоа ме заинтригира, значи путер од лешници Добро. не е ништо ново. Туку како сега што рече постои од кога? Так, види се вака. Кај нас е нешто ново и прв пат кај нас има прилика луѓето значи Вака се, благодарајќи. ќе кажам. Луѓето најмногу ваквиот тип на производи го препознаваат преку големите, нели, корпорацијски брендови како Нутела, како што беше, нели, тука Еврокрем и така натаму. И луѓето не се свесни дека изворниот производ уствари не е Нутела. Туку тоа е занет веќе во Италија што постои уште од 19 век. Генерално, еве во кратки црти да кажем, во тој период во Италија Наполеон Бонапарта ставил ембарго нешто на Италија како беше така, и какао зрното што доаѓало од афричките земји било премногу скапо и го имало во мали количини. И италијанциве што им текнало? Им текнало дека имаат и тие своја намирница локална, тоа биле лешниците. Посебно во регионот околу Торино, Пирмонт и во тој регион и до ден денеска се огледуваат многу лешници, и тој регион има голема репутација за лешник општо во глобални рамки. И на италијанци им текнало дека ако зрното од какаото што им пристигнувало, го измешаат со локалната намирница како што е лешникот, може да добијат повеќе на количина и да добијат еден чоколаден продукт што, нели, наликува на чоколада и нели да создадат еден таков продукт што има потенцијал да биде стварно некоја новост во тоа време. Кога се случила таа комбинација на какао со пастата од лешник, добиле некој нов тип на чоколада, што е нарекле джандуја. Конкретно еве и на самиот производ можете да видите дека јас ги застапувам кога изработувам джандуја, ги застапувам сите тие традиционални техники на изработка на джандуја крема. Првенствено джандујата била во форма на малечки чоколадца. И се нарекува джандуја според туринскиот карневалски карактер, кој го нарекувале джандуја, така го нарекувале. Тој бил како комичен карактер за време на туринските карневали. И првите чоколадца, джандуја чоколадца што ги произведувале во тоа време биле наликувале на капата на изворниот, нели, комичен лик од карневалите. Тоа е нешто вака. Да. Може би си го сретнал како триаголник така нагоре. Добро. Да. И затоа таа прва чоколада ја нарекле джандуја. Потоа уште повеќе го смалиле процентот на какао, повеќе го кренали процентот на лешник и практично ја добиле првата крема де джандуја ја викале, односно чоколадо што може да се мачка на леп. И од тука почнала... Значи предок на Еврокремот. Да, на нутелата конкретно. Веќе нутелата се појавила во 20 век. И првенствено нутелата се нарекувала супер крема или супер крема жандујот, така се нарекува. Дури после го сменила името на нутела. Првиот производ на Фереро, нели, во тоа време бил генерално со добар квалитет и ги следел принципите на изработка на традиционалната джандуја, но потоа како што растела компанијата се
се повеќе и повеќе природните состојки како лешникот, како какаото, природната маснотија од сите тие состојки ја заменувале после со поевтин супститут како палмина маст и со користење на премногу шеќер и така веќе тоа станало индустријски продукт. И станал, нели, како што знаеме денеска, станал комерцијален ширум светот. Но луѓето, пак да се навратам на муаветот од преска. Обично за овој производ луѓето секогаш викат дека е нутела, а тоа е многу погрешно изразување. Значи, овој тип на производ си има своја историја, си има своје име и своја терминологија како треба. И генерално мене кога ќе ми се обратат, ајде Пеце направи од таа нутелата, не го сакам тој термин како нутела, како еврокрем, бидејќи мора да се едуцираат луѓето дека пред сите тие големи брендови имало некоја друга историја и нешто друго што ги поттикнало сите тие големи брендови да функционираат како што ги знаеме денеска. Генерално јас со леска ги следам тие традиционалните принципи на џандуја и со тоа почнав, со изработка на традиционална типична џандуја крема. Дури после се заиграв и со други јатки и добив една широка палета на производи што буквално од рецепт до рецепт има голема разлика и во однос на типот на производ, и во однос на вкус, и во однос на текстура и на се. Со други јатки која велиш, знам од она што може да се прати на Инстаграм профилот од Леска, дека има, тоа ми беше многу интересно. Нажалост не го донесе овој пат да го пробаме, ама беше распродаден. Ако мислиш исто тако, ајде да на фстакот мислиш, така? На фстакот. Да. Како идеш до тоа да пробаш да направиш џандуја или нешто, ајде вака, намаз од фстак? Штом веќе го истражив целиот тој концепт на обработка на првенствено на лешникот, потоа имав едно зелено светло за понатака се движам според тие основни принципи на изработка. Како можам од лешник да направам крем, како можам и од било која друга јатка да го изработам нештото. Па така, да, после лешникот фстакот ми дојде како втора варијанта и кога го направив првиот производ со фстак, беше стварно game changer, онака, вау, се реков, ова стварно е нешто фантастично кога ќе го пробаш. Самиот фстак има убава, нели, и боја, и текстура, и убав вкус. Така што кога го направив првиот крем со фстак, и тоа ми даде еден поттик да почнам да ги истражувам и другите јатки. Каква беше реакцијата на луѓето сега кога имаа прилика прв пат да проба кремот? Луѓето побудалеа по фстак. До ден денеска ми е бестселер. Да? Мислам еден од бестселерите. Бидејќи, знаеш, фстакот е доста скап прве основно. И покрај тоа што нели држи голема цена, луѓето сепак најмногу го купуваат. Па најдобро е. Па види са. Тоа е малци и преценето. Мислам супер си е фстакот како фстак, но јас би кажал дека имаме многу други намирници тука што можат да дадат многу подобра вкусна димензија него фстакот што е толку преценет. Ајде, како например оревот. Македонија е, нели, земја каде што е одлична почва за одгледување на ореви, нели, ние во самата традиција да го користиме и во кулинарската традиција, па дури и во сите други етно традиции се користил оревот и како во смисла и за обреди порано, и за разни свечености се користил, имам многу широко значење самиот орев и имам една идеја. приказка, само сега ми текнува за оревов, се не мора да ме држите за збор, ама нешто колку што се сеќавам, приказкава гласи дека Александар Македонски усвари на походов према Индија во Киргистан, не знам како се вика областа, тоа е огромна област со ореви, тоаш прв пат се сретнува со оревов, му се бендисува и дава наредба, вакво нешто сакам да имаме кај нас. Свари тој го носи од Киргистан орев, така? Да, и од тогаш имаме орев на Балканов. Значи, не ме држете за збор, можете да проверите, ама така. Да, голема е веројатност, да не сум баш
целосно информиран како устварен најпрво дошол оревот. Тука сепак културите, гастрономијата, храната се некои работи што се движеле цело време како влијание и не можеш точно да дефинираш, да речеме, од каде е поттеклото на одредена кујна. На пример, еве, да кажеме македонската кујна, да, имаме дефинирано одредени принципи што е македонска кујна, ама сепак се тоа влијанија од истокот, влијанија од Медитеранот, различни влијанија. И така што, да, оревот како алтернатива на фастакот, тука сме. Да, јас сватив дека првите производи кога ги направив од орев, сватив дека оревот има стварно страшен потенцијал во однос на вкус, посебно домашен, нели, наш орев, каде што јас секогаш практикувам да купувам од малички нели производства како фамилии или од фармери локални. И тој производ што го направи со орев даде една друга приказна во однос на мојот занат и сватив дека џабе фстакот е толку скап, сепак оревот дава една многу поуникатна димензија која се однесува на вкус и на текстура. Исто имаш само од орев ваков производ? Имам неколку производи базирани на орев. Имам можеби, ајде да кажем, 30 производи базирани на лешник само. Имам 6-7 производи базирани на фстак, семки од тиква исто така уработувам, бадем исто така. Буквално различни семки и јаткасти плодови влегуваат кај мене на, да кажем, на тој репертоар. Значи бадем, лешник, орев, фстак, семки од тиква. И да не заборавиме какао, зрно од какао. Кога прв пат во моите раце дојде квалитетно зрно од какао, тогаш се смена целиот концепт на занаетот. И тоа е едно од најклучните и најбитните, најважните намирници за понатамошното развивање како концепт и како приказна. За прв пат квалитетно зрно од какао, од кај дојде кај тебе? Вака, имам доста пријатели што во тоа време тргна да работат во афричките земји. Значи тргна да работат на платформи на бродови и така натаму. И првите зрна од какао ми ги донесе еден пријател и еве ми рече, ти носам еден поклон од Африка, пробај видиш што можеш да направиш со и гледам зрна од какао. И одма почнав да истражувам како треба и што треба за да ги обработам тие зрна. И нормално првото нешто што ти паѓа на памет кога ќе добиеш зрно од какао е како да направам јас домашна чоколада. Да, и во тоа време почнав онака буквално без некое поголемо знаење како треба да ги обработам. Но со текот на време доста читав, доста комуницирав со други крафт произведувачи на чоколада од Европа, со кои се допишував и генерално тие ми ги кажаа првите стапки во тој занет. Зошто викам дека чоколадата е многу битна? Заради тоа што принципите на кои ги изработувам сите овие производи од јаткасти плодови ги следат принципите на изработка на чоколада, генерално процесот е многу сличен. Да. Пробај си. Да, ова е конкретно чоколадо изработено од зрна од какао од Еквадор. Ова се. Да. Што сакам да кажам во однос на зрното какао? Мора да напоменам дека бизнисот светскиот, мислам, бизнисот на глобално ниво со какао е еден од најмрачните... Ајде екипа. Еден од најмрачните и најцрните бизниси во светот. Бизнисот со какао. Зошто? Најчесто какаото се одгледува и се произведува најчесто во
сиромашни земји од третиот свет кои се коло Ова е добро, много. така. Значи и практично големите компании Ајдечки. Бојан? Љубе? Менде? Од кој бренд е со 90% вкус, малцево имам поголема горчина. Многу добро. Вака. Да. Ова ме интересира. Значи, Плантажите со какао во сите тие нели сиромашни земји, практично тие земји не се сиромашни, туку се осиромашени поради колонијализмот и сите тие политики кои настанале и буквално ресурсите што се природните ресурси што се црпат од тие земји се злоупотребувани и се како последица таа злоупотреба е последица на големите компании на колонијализмот што се случило. за кои земји станува збор? Па, например, било која афричка земја, екваторијална Гвинеја, Гана, не знам, многу афрички. И што е мавето? Големи компании како Нестле, да не ги именувам, такви големи корпорации ја злоупотребуваат работната сила на сиромашниот народ што живее таму. Не знам дали си слушнал или дали си прочитал нешто околу оваа тема, но денеска е јавна тајна дека големите корпорации буквално употребуваат деца како робови на плантажите. Буквално неплатена работна сила, киднапираат деца буквално. Може да гледаш еден куп документации За берба на зрно на за какао. берба на зрно од какао. Тоа е све контролирано од големите корпорации. Буквално секоја коцка чоколада што сте ја купили од маркет, генерално секоја чоколада што сте го пробале е последица на злоупотреба на работна сила и на робство. Затоа велам дека бизнисот со какао е еден од најцрните бизниси во светот, бидејќи се злоупотребуваат деца како робови. Еве да кажам, последниве 20 години се појави еден, односно не се прави, туку зеде замав во светски рамки крафтот за чоколадата, односно производство на чоколада што го практикуваат малечки занетчиски работилници што имаат етички пристап кон намирницата. Практично. Што значи тоа? Тоа значи дека праксата е да се купува зрно од какао директно од мали произведувачи, семени фарми што се наоѓаат во тие земји и да се плати какаото по фер цена, бидејќи нели големите компании го злоупотребуваат тој, буквално многу им е ефтино фактички какаото што го набавуваат, бидејќи има робство, нели. Крафт произведувачите на чоколада решиле да ја сменат таа приказна и по фер цена да го исплатуваат какаото на семени фарми во тие земји. И поентата тука е да се произведе една етичка чоколада каде што нема да има крвта и потта на робовите. Значи кармички чист производ. Па да. И тоа движење го нарекле bean to bar. Од зрно до чоколадна табла во превод, некој груп превод така кажано. Дека го набавуваме зрното и директно од нула од почеток го обработуваме зрното и правиме чоколада. Додека тоа не е пракса кај големите компании. Најчесто големите компании не почнуваат од фокусот на печење на зрната, туку веќе земаат тие преработена готова какао маса, нели, зрнаво какао ги собираат на плантажите, потоа има друг процес каде што ги препекуваат зрната, затоа најчесто На лице место таму. да, и го прават како паста, какао паста и потоа стигнува тоа во фабриките и тоа го обработуваат и генерално индустриската чоколада има еден генерички вкус, горе долу ист секаде
заради како последица на тоа што исто е печењето на зрното, најчесто го препекуваат за да има идентичен вкус секаде. Додека кај крафтот приказната се смена во однос на пред се мајсторијата се развиваше во однос на печењето на зрното. И генерално со секоја јатка е така. Додека имаш прописно печење, ќе имаш добар производ на крај. Печењето е, можам да кажам, е еден од најважните детали на занаетот. Например, со различни печења, со различни температури и така натаму, можеш да извадиш многу различни профили на вкусови на чоколада или на крем. И тоа и со лешникот, и со фстекот, и со зрното од какао и така натаму. Значи ти добиваш сирово, Да, вака значи. прво набавка од некое домајчинство во Африка. Да, моите пријатели, како што ги спомнав преска, почнаа да ми носат какао од семени фарми. Прво, Димитри Славковски, да го поздравам сега. Поздрав до Дики. Дики ми донесе зрно од какао од екваторијална Гвинеја, бидејќи тој тогаш работеше таму и уште работи. И потоа се појавија уште двајца ликови, Иван Трпеновски и Дарко Волинковски, кои тие работеа во Гана и ми донесоа какао од други фарми таму. И целта беше исто така, без разлика, целта беше да не набавувам во преголеми количини, туку колку што може да се набави, толку нека ми донесат. Битно ми беше на крај да извадам квалитетна чоколада, иако во помали количини, но квалитетот беше во фокус пред се. И тогаш ја сватив поентата дека какаото е стварно една многу комплексна наука, почнувајќи од плантажата па се до обработка во крајниот производ. Какаото е слично, односно чоколадата е слична и како и виното или како и сирењето. Сите тие се базираат на ферментација. И сите тие се базираат, вкусот може да зависи од различните региони каде се сади и се произведува. Зошто викам слично со виното? Одредена сорта на грозје може да има различен шмек, различен вкус во зависност од регионот каде што расте. Исто и со какаото. Значи, една сорта какао може да има многу различни профили на вкусови во зависност од регионот и во тој убавината. И целиот тој процес е многу комплексен, бидејќи кога какаото се бере на плантажите, потоа се става во големи дрвени кутии, тука се остава недела-две да ферментира и потоа се суши на сонце. Јас го добивам ферментирано и сушено на сонце. И моја работа е после со печењето да го постигнам тоа што сакам да го постигнам. Го печиш? Да. Значи, различни чоколади и различни креми во однос на други јатки имаат различни начини на печење, за да добијам различни профили на вкусови. После печењето, клучна улога игра мелењето. Прво мелењето, за да какаото да го направам како паста, бидејќи со мелење какаото има своја природна маснотија, односно путер од какао што се века внатре. Со мелењето зрното ја ослободува маснотијата и настанува паста. Кога веќе ќе ја направам јас таа паста, веќе можам да се играм понатаму со рецепт. А дали добиваш прашкаста материја како какао што купуваме во прав, да? Какао во прав е вака се. Се мислам јас, знаеш како... Така, не, ова ти е супер прашање. Какаото во прав е практично обезмастено какао. Што значи тоа? Тоа значи дека какао путерот е отстранет од зрното. Практично, зрната се ставаат на големи преси, се исцедува од зрното путерот од какао, а настрана останува сувата материја. Сувата материја се меле и од тоа се добива практично какао во прав. Тоа е ова што
правиме дома. Так, какаото Какао прав или е домаќинки практично беше да, прават е продукти. обезмастено какао прав. Значи во едно зрно од какао имаш 50% сува материја и 50% маснотија. Кога маснотијата ќе тргниш на страна, ќе останува сувата материја и ако го измериш, добиваш какао во прав. Какаото во прав најчесто има намена да служи во пекарството, да да додаваш вкус во разни сладки торти, пецива и така натаму. Или во разни пијалоци и така натаму, да. Додека путерот од какао, самата маснотија најчесто служи и за правење чоколада. И јас За правење на да, такви намази. да. Путерот какао е кога е стврднат, кога е кога не е стопен, кога е стврднат е една намирница што наликува како сапун. Да. И јас го користам во одредени крем намази за на крај да му даде една цврстина или густина кога се чува на пониска температура, на пример. А исто така го користам и во самата чоколада. Јас чоколадата ја правам од зрна, земам зрна, ги мелам, правам какао маса, односно какао паста, но за да дадам еден шмек на мекост на чоколадата за кога ја јадеш, тогаш додавам и мал процент на какао путер, да кажеме од 10 до 15% за чист какао путер мешан со какао паста, за да се добие едно поубаво топење во устата, зашто има произведувачи, крав произведувачи на чоколада, да речеме низ светов има и што прават чоколада само од зрно од какао без додаден какао путер, но според мене таа чоколада е премногу тврда за јадење. И моја пракса е да додавам уште малце путер од какао за да биде малце по мека за јадење. Овде за кој процент на какао станува збор? Овде станува збор за 70% темна чоколада. Но обично мите ка луѓето дека квалитетот на чоколадата го утврдува високиот процент на какао. Не. Значи не мора да значи дека доколку чоколадата има висок процент на какао, дека ќе биде најквалитетна. Може да направиш многу лоша чоколада и со 80% какао. Ако немаш прописно печење, ако немаш прописно мелење, ако немаш прописна намирница и така натаму. Јас правам различни типови на чоколада, процентот на какао го одредувам во зависност од тоа која ми е крајната цел како вкус и како текстура. Ако целта ми е да речеме да направам млечна чоколада, тогаш одам со 50% или 55% какао или 45% какао, ако сакам да направам по-благичка, но ако сакам да направам по-интензивен вкус каде што ќе се чувствува природниот вкус на какаото, тогаш дам 70%, 75%, 80% во зависност. Се зависи од тоа која ми е целта на крајниот производ. Имаш и млечни чоколади? Да, сум правил млечни чоколади. Но последно практикувам да го отфрлам млекото скроз од чоколадата, бидејќи сватив дека пастата од лешник го дава истиот ефект, истата текстура како што би е дала млекото. А денеска многу луѓе се интолерантни на млечни производи, така што повеќе ми беше во прилог да употребам некоја таква алтернативна намирница како лешник наместо млеко, а да го добијам истиот ефект, а да биде исто така безбедна за јадење за многу повеќе луѓе. А нутритивни вредности на какао, не знам дали имаш тоа познавање, стварно се здрави за мозоков? Да, апсолутно, да. Какаото позитивно влие лачи допамин и така натаму, да. Значи правиме муабет за чисто какао најдобро. Да. Тој ефект најмногу го добиваш со грицкање на чисто зрно од какао. Гледам дека е доста популарно сега последно време као здрава исхрана и сето тоа и многу луѓе препорачува, значи коцка,
чоколада од какао. Да, во тој случај препораката е да биде со повисок процент на какао за нели да можеш да го почувствуваш се до тоа. Од ова што ми го кажуваш, јас свајчам дека станува збор за човек со сериозна страст околу овие работи. Да. Што ги произведува, што ги смислува. Знаеш што ме интересира сега, ти го направи производот викаш Луиџево полудео. Барем јас имам таков впечаток, да. Да, Што ме голем интерес. Буквално, ама се разбираме што е поентата на муабето. И го имаме производот, добар е производот. Сега ме интересира, пошто секој што е запознаен со леска, може да види дека тука станува збор за потенцијален бренд што може да биде препознатлив и интернационално, ја би рекол, не само кај нас. Така. Сега за да дојдеш ти до тој степен, Треба многу работа. Тоа ме интересира, пошто многу луѓе не само за овој тип на производство, некој сака да произведува сапуни, да речеме, или некој друг производ, сака да тргне на тој пат, има визија, би сакал да изгради еден ден бренд, односно препознатливост на пазаро. Сега кажи ми го тој пат. Значи го имаш производо, сега влегуваме во градење на бренд, фирма, исплатливост, средства. Ајде тој малце дел. Пред се, што и да правиш, со каков занет да се зафатиш да го правиш во животот, пред се треба да имаш многу фокус, многу љубов и многу посветеност на нештото кое го правиш. И за тоа треба да направиш една голема жртва. Да жртвуваш голем дел од твоето време за да се фокусираш, да максимално да се посветиш и да го извадиш најдоброто што можеш од целиот тој процес. Конкретно, тргнувајќи од себе, јас мислам дека се движам по некој таков пат, дека веќе еве во Македонија успешно функционирам со продажбата и веќе последниве години стана доста популарен производ, но да, има уште многу работа што викаш за да се прошири интернационално. Кога зборувам да се прошири интернационално, зборувам да биде застапен интернационално, но да сето тоа да не премине во масовно производство и во индустрија. И да не губи никако на квалитет. Апсолутно. Тоа значи претварање слободно провеси. Претварање во индустрија значи неодржливо според мене. Бидејќи квалитетната намирница што ја добиваш, што пробуваш да ја набавиш, има во ограничени количини, а индустријата бара неограничени количини. Така што јас намирниците што ги купувам има ограничена килажа. И јас буквално ми треба многу истражување за истата таа намирница да ја добијам од друго место. Така што одржливоста на претварањето во индустрија е многу тешка ако треба да се одржи квалитетот и ако треба да се одржи етиката спрема фармерите. И тоа е многу битно. Тоа е многу битно. Нема етика само дури сум тука на некој први скалила, етика секогаш. Да, апсолутно. Мојата пракса со леска е што повеќе, буквално што повеќе да ги поддржуваме домашните локални фармери што произведуваат намирници. Нормално какао не расте тука или фстак не расте тука, но затоа се трудам таму преку други луѓе да исто така етички да ги набавам од сите тие земји. Но фокусот најголемиот фокус е исто така да има што поголема соработка со домашните локални мали фармери. Да, тоа е мојата пракса сега и мислам дека тоа ќе биде мојата пракса за секогаш. Каква ти е соработката со нив, се препознавате? Апсолутно. Можете да искомуницирате на исто ниво кога станува збор за препознавање на идеја, на потреба, на квалитет? Да. Со сите фармери што досега сум соработувал, дали тоа биле фармери што тоа име нели бизнис од кој живеат, дали тоа биле мали семејни
луѓе што си садат нешто, секогаш, значи, соработката со нив ми била одлична и секогаш го давале најдоброто нешто за да јас ја добијам намирницата со највисок квалитет. Посебно еве со фармерот што соработувам за лешник, Саше, да го поздравам Саше. Саше во близина Куманова? Во близина на Скопје. Или во близина Скопје? Да. Со италијанска сорта лешник што се занимава, да. Мене конкретно и таа сорта ми беше многу потребна. Поздрав за Саши и може да го поканиме да ни дојде во некоја прилика тој да ни ја раскаже неговата приказка. Да, апсолутно, да, може да си го поканиш. Многу луѓе се заинтересирани за одгледување на лешник и таа култура е се популарна. Да, многу е популарна. Последниве, еве да кажам, 10-15 години лешникот трпнеше има, да. Големи површини насадени со Да. И Саше мислам еден од највлијателните во тој поглед во однос на нели продавање садници и такви во однос на тој бизнис. И генерално, еве и со него соработката ми е одлична, секогаш ја добивам намирницата со највисок квалитет и можам да кажам дека можам да се потпрам на сите тие фармери, бидејќи ако јас немам добра намирница, нема да имам добар производ. Добро се подпре, значи мора да се подприш за да се подкачиш. Така. Се подпре на странава кај што мора да обезбедиш квалитетни намирници, но сега треба да се подприш и на други страни, ти треба поддршка од другари, од пријатели, од женска, од родители, од општество. Поддршката Значи сега генерално одиме да го градиме брендов, опиши. генерално поддршката во Македонија ја имам. Не можам да се пожалам дека ја немам поддршката. Бидејќи јас немаше да бидам тоа што сум денес, да ги создадам нели сите тие рецепти и да бидам толку стимулиран да го работам ова што го работам, да немам голема поддршка дали од моите најблиски, па се до пошироката нели јавност. Од кога почна Леска да зема голем замав, тоа беше се последица на големата поддршка, бидејќи стварно луѓето кога купуваа се враќаа пак и секогаш правеа една таква бесплатна реклама, што би се рекло, од човек на човек и тоа стварно е голема поддршка за која мене некој плаќа илјадници, да. Ти едноставно го доби природно. Да. Буквално спонтано. Колку добра база за Да. Јас кога почнав со занаетов, го имав оно што многу други луѓе што почнуваат собствен бизнис го нема или го немаат во целост. Тоа е да знаеш дека ќе го продадеш нештото. Односно дека имаш поддршка и дека имаш интерес од пошироката јавност. И да, во тој поглед можам да кажам дека доста добив голема поддршка во таа смисла и мислам дека се повеќе и повеќе расте. Како што доаѓа време, мислам, како што поминуваше времето, се повеќе и повеќе јас бев букиран. Сега сум до една точка каде што онака инбоксот на Инстаграм ми е преплавен. Ја немам капацитет да ги пишат дали бори, ми се не можам вака. Да. Обично ако некој сака да ме добие побрзо на телефон, ќе ме добие него со пишење на Инстаграм. Јас кога отворам ново мени, обично тогаш ми е праксата тие неколку дена да ги разгледам сите пораки, да ги исчитам, да ги слушам луѓето, да направам нарачка, пошто флексибилен сум и на многу барања од самите муштери. Да речеме некои специфични. Да. Например, да, има луѓе со разни здравствени проблеми, например. Има диабетичари, така? Има луѓе интолерантни на млеко, на дури некој на лешник, на фстак и така натаму. Затоа јас ги имам во толку различен во различни форми и варијанти сите тие работи. И пред се луѓе со различни здравствени проблеми, на пример имаат посебни барања, нутритивни барања за производот што сака да им го изработам нив. На пример јас имам различни опции за различни луѓе. На пример овој крем, истиот овој крем, можеш да го имаш и во диетална варијанта, можеш да го имаш и во варијанта со шекер, можеш да го имаш
во различни варијанти, може да ги имаш и во варијанта со мед, и во варијанта со маџон, и во варијанта со некаков домашен сируп од нешто. Така што флексибилен сум, буквално сум флексибилен на различни нутритивни побарувачки и затоа можам да кажам дека имам купувачи, муштери што буквално имаат различни барања, онака и гледам сите тие барања да ги задоволам и затоа толку многу се потпираат на мене. Да речеме има доста мајки што детето им било и толерантно на различни намирници. Јас нивниот крем им го изработувам буквално како што тие сакаат. И секогаш се враќаат пак, бидејќи не може да најдат друга таква опција тука. И гледам да сум буквално флексибилен во тој поглед да удоволам на секого. Тоа е многу тешко да се разбереме. Значи да му овозможиш на секого да го услужиш според неговите барања, специфични барања зборувам, е многу тешко и бара многу фокус и бара многу работа. Ама нуди многу за возврат. Да, нуди многу за возврат и нуди пред се човекот кој купува тоа многу те цени заради тоа. Ама тој ти ја прави рекламата. Така е. Да. И можда тоа е една од многуте причини зашто леска стане на, да кажем, успешна приказна. Заради тоа што стварно секош гледам да сум флексибилен за секого. Ама леска, не само ова што е внатре, сега го градиш брендот, добро ја наполни теглава со нешто квалитетно, сега визуелно треба лицето на брендот да биде препознатливо, да биде симпатично. Да. Како се одлучуваш за ваков визуелен идентитет на твојот производ? Да е жива и здрава сестра ми. Да е жива и здрава сестра. Да, сестра ми Илина се вика Илина Клечкаровска, таа е пред се ликовен уметник. И веќе полку време назад се занимава и со графички дизајн и со дизајнирање на различни продукти, на различни. Постара или помлада? Помлада, 2 години, да. И живее на Ибица иначе. Со тоа практично таму се занимава со тоа за журки, за настапи, за артисти, таа спрема плакати, дизајнира такви работи. И многу досаден живот. Имав таа среќа да ми биде сестра и да ми помогне во однос на изглед, во однос на дизајните, во однос нештото да биде препознатливо, дали со лого, дали со дизајн на амбалажа и така натаму. Ја поздравуваме, како се вика. Илина, ако си на Ибица, поздрав, ако си на Труга, поздрав. На Ибица е моментално, на Ибица, поздрав. Да, и со сестра ми, значи, имаме одлична соработка околу тоа и овие амбалажи не се првичните. Имав и различни претходно, секој ги усовршуваме и секој гледаме да еволуираме и во однос на тој визуелен аспект. Да. Па еве и во однос на генерално ова амбалажа сами е релативно нова. Добро, ова е баш онака минимализам. Минимализам секој го практикувам да биде што поедноставно, што поминимално, а да остави убав печаток и на крај не е само црна, биде има елегантно, таму латентни мали деталчиња во позадина. Да, шмекерски. Да. Сигурно ќе ја смениме и ова амбалажа, пошто никогаш не можеме да стоиме на едно место. Леска сезона 2023. Така, да. И така што, да, еволуција мора да има во секој поглед. Пошто бидејќи визуелното игра многу улога кај самиот купувач. Што очекуваш во иднина да се случува? Мислам, ајде, очекуваш или посакуваш така да го... Во иднина посакувам да сум доследен на тоа што сум. Само доследност и ништо друго. Не ми треба богатство, не ми треба, не знам, каков огромен бизнис, мене ми треба само да ги имам вистинските луѓе покрај себе, да го работам тоа што сакам и да сум среќен со тоа и душата да ми е исполнета. Значи не целам кон богате, кон пари, уште помалце кон како што кажав и преска, индустрија и такви работи.
туку сакам да се задржам на крафтот и сакам да таа приказна да биде се поуникатна и се поуникатна и тоа би ме направило само среќен, ништо друго. Сега на тоа поле во врска со среќа и задоволство, таман си. Па да. Секош може повеќе. Знам. Да, секош. Кога ќе кажам секош може повеќе, зборувам за уште некои други работи што треба допрва да ги научам, пошто човек учи додека е жив, нели, таа клише, нели. Да, ама изрека. многу добро клише, значи Да. основно. Да. Значи во тоа е целата поента, секогаш да наоѓаш нови техники, нови пристапи кон нештото и со тоа да создаваш нови приказни и многу уште поуникатни, нели, производи. И имам веќе доста идеи што ги развивам во последно за некои нови производи што стварно сега нема да ги нема да откријам. откриеш? Нема сега да откријам. Заради тоа што станува збор за стварно нешто што прв пат ќе се случи тука во Македонија. Се радувам. Да, и тоа го замислувам како еден многу уникатен и добар онаков концепт, каде што ќе бидат вклучени, нели, и сами произведувачи и фармери, како и досега, но на едно многу повисоко ниво. Практично да откријав само мал дел, работам на набавка и преработка на веќе едни други намирници што ќе дадат една друга кој димензија континент? од Македонија. Аха, браво. Да. Добро, не те чепкаме повеќе. Да, само ќе откриам дека веќе не само јаткастите плодови семките, туку ќе влезат во игра и овошјата, други зеленчуци и други намирници што би се нашле во една ваква тегла. Ова звучи оптимистично. Да, еве да речеме сега после направив еден производ, баш сега го извадив пред да го објавам новото мени. Тоа беше една интересна комбинација Тајма на бурче не проба. на лешник, семки од кајсија, кардамон како зачин малце. Семки од кај си мало што ги сушевме и со камче што ги кашевме. Ето, натре, да. 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 Семки од кај си, а ги собиравме така. И Да. да. И комбинацијата беше лешник, семки од кајси, кажи го кардамон. Кардамон е? Кардамон е зачин што доаѓа од истокот, има многу интензивен вкус. Не сум слушнал. Изгуглај после ќе видиш зашто Добро, се работи. И кажев кардамон и многу важна намирница која влезе во производот е нашата буковска пипер. Кајсија, Лешник, семка од кајсија, кардамон, какао и буковска силен интензитет, мислам интензивна нота на нашата буковска пипер, нели сушена на екзотично, на сонце. локално, традиционално, експериментално, Една комбинација модерно. скроз, онака скроз Весело звучи. Знаеш, прво кога ќе земеш вака со лажица, тука став заборав да кажам и морска состав. Прво Од кое море? сега од кој море. Се шал. Прво го чувствуваш интензитетот на какаото со солта. Тоа е првиот впечаток кога ќе каснеш, потоа доаѓа од една страна кардамонот со тој силен интензитет. И како што почнуваш да голташ, чувствуваш вака на грлото на топлина и најнаш доаѓа буковецот. И отвора друга димензија. Цела приказка Да. ти се случува. Значи, Рецепторите за вкус журка. Да, значи кисело, соленко, лутко. Браво. Да, еден многу интересен спој на намирници беше тоа и кога го извадив тој производ, луѓе буквално викаа дека вакво нешто немаме пробано. Браво. Мислам, логична е комбинацијата, логични се тие комбинации на чоколада со морска сол, на чоколада со Со луто, чили да. и така натаму. И јас прво мислев да ја ставам чили, ама се викам чекај малце, имаме буковец. Да малце да му дадеме на буковецот. А не ли беше идејата да... Да, и почнав да се работувам за тој производ со Президиум Букова.
тие ми се пријатели што произведуваат Ги поздравуваме. така, поздрав до Президиум Буково. И таа намирница стварно ми се најде и стварно даде на производите на друга димензија. Сега понатаму ќе влезат уште по-чудни, да кажем, и уште Значи инспирација во нон-стоп, а? нон-стоп инспирација, да. Тоа е последица само на упорна работа и истражување. Да, мора да се истражува, мора да се учи, како што кажав преска. А тоа е Мора последица на страст и на љубов. Апсолутно, И да. на посветеност. Да. Затоа можам да кажам дека посветен сум максимално. Работам од сабајле до сабајле. Това е најнајважно време да спиееш што се. Зола морам да ти кажам, браво. Да. Браво. Дојди некојаш во работилница, па ќе видиш како Ти реков ќе функционира. дојдам струга, значи Да. сем кај тебе ќе дојдам нормално на нешто домашно, затоа те прашав кај ви дошли. Иначе работилницата ми е во Драслајца, тоа е селце блиско до Струга, на 4-5 километри од близо на град, генерално е блиско. Едно мирно местенце. Значи, природа- да сме здрави, живи, може и да се исколираме. Да, апсолутно, да. Секој што дошол бил онака позитивно изненаден од целата атмосфера тука. Не се сомневам, ами... Дури ме вика Драслајчки од Вини Волка. Вонка. Може. Значи го имам ова на мукаец, сигурно. Сега, колку траеме? Сат и 10. Значи, во изминати сати 10 минути и сега го запознававме Пеце како Вили Вонка. Драслајчкиот. Да. Да. Добро, ова е стварно една само димензија од Пеце во која што ти рече дека си максимално посветен, страст, љубов, ова ти е на некој начин и определба во животот за професионално се занимаваш. Да. Ама е малце сега На другата страна да чепнеме. малце на другата страна и јас и тие луѓе што ќе го слуша овој подкаст од тебе, малце да те запознаеме вака човек сега, онде дури седевме пијавме кафе пред да дојдеме на подкаст, затоа те прашав, ти ми спомна со музика до кај си, со други некои хоби и малце да чечнеме за животов твој. Ако мислиш некои периоди што ти се интересни, некои анекдоти што те опишува, знаеш, да те обојме како личност. Да, Еве да. да те запознаеме сега и како Изворно сум како музичар. Ајде. Изворно сум музичар, да. Учев и средно музичко, студирав исто така музика. Што свириш? Свирев тапани, свирев гитара, чепкав нешто и клавир, са не толку, а најчесто функционирав како вокал. И музиката е неизоставен дел од мојот живот и веќе долго време сум се занимавал со тоа, сум се занимавал со многу жанрови на музика. Но пред се секогаш ме влечела екстремната музика и поексперименталната музика, да речеме многу. Секогаш? Па секогаш зборам од 13 години кога сум бил, например. Аха, Сум на 13 навлегол- да. пат кликнуваш со нешто хард. Да, значи тоаш се запознавам со рок-н-ролот како концепт, како поим и навлегувам во хеви метал, во панк, во сите тие малце. Одма? Па да, за многу брзо Што е време. прво што кликнува од рок-н-рол со тебе? Прво Може нешто. да се сетиш на тој период? Да, се сеќавам, нели, кога бев, нели, 13 годишно дете, во моите раце дојдеа касети и CD-а од типот на Led Zeppelin, типот на Deep Purple, Uriah Heep и такви некои стари хард рок бендови и преводот кон малце потешка музика настана, нели, со првото слушање на Black Sabbath. Black Sabbath дадо една ми беа, како да кажам, учители во тој поглед и од тука почна целата приказна да се занимавам со малце потешка музика. Па и средно музичко кога тргнав, веќе ги оформив првите бендови, каде што творевме наша музика. И ете, од тој период до ден денес сум задржал еден бенд, Само еден? само еден, А другите колку, веќе... низ колку си транзитирал? Не се брои тоа. Многу се Добро, опрашање, отприлика. да. 10? Повеќе, сигурно. Можда 20 бендови сум поминал. Низ повеќе од Мисле, 20 бендови си... Околу 20 да речеме сигурно, каде што ете. Како вокал?
Или како вокал, или како тапанар, поредко како некоја ритм гитара. Али генерално во хеви металот, во тие малце потешки правци сум бил најзастапен како вокал. Дори бевме средна школа, многу бевме активни. Премногу бевме активни. Значи имав можда, не знам, 5-6 бендови со кои бев буквално активен, онака снимавме, вадевме албуми, одевме по свирки, по фестивали, по концерти, се дружевме со луѓе. Во Струга има 5-6 heavy metal бендови. Во Струга имаше, во тој период имаше можда 15-20 hard rock, punk и heavy metal бендови што активно функционира и активно твореа музика и снима. И не беше тоа случај само со Струга, тоа беше случај и со цела Македонија во тој период. Но понатаму, нели, до ден денеска, нели, се сменеа и малку и времињата се сменеа и дојда, нели, нови генерации што повеќе беа, нели, се навлекоа повеќе надвор од гитарската музика, нели, после зеде повеќе подем и рапот, хип-хопот, па електронската музика, повеќе зеде знам тука рейв забави и така натаму, веќе се пренасочи младината кон повеќе електронска музика отколку на бендовска музика. И еве да кажеме до ден денеска можам да кажем дека буквално младината е фокусирана само на вакво, на тие електронски правци. Различно е. Порано имаше многу голема сцена за гитарска музика и за бендовска музика, за разлика од сега. Сега нема ниту еден бенд во Струга. Па тоа ми е муабетов, ти кажеш 20 активни во тоа време, во тоа време, колку жители има Струга? Сега не знам точна бројка. Добро, ајде нешто. Во Струга е генерално мало градче, тоа беше стварно феномен. Па стварно е феномен, 20 нешто активни. Главно жител, најмногу рук музичар. Да, ама види значи. Да, толку да. Тоа е неверојатно. 20 бенда. Значи Струга во старите времења беше многу плодна почва за рок н рол. Едни од првите бендови, панк бендови во Македонија потекнуваат од Струга, например, да ги земеме пример, Телонаука совршена. Телонаука совршена се така е. Значи го знаеме сите познатиот Горан Трајковски исто струженец, што нели настапуваше во Афективен набој, во Падот на Византија, потоа со Мизар. Значи сите тие на дарк вејвот на панкот влечеа корени од Струга. Интересно. Да, после се појави многу други бендови, па дури од албанската страна се појавија доста рок музичари што твореа и во 90-тите и во 2000-ти години. Нели веќе после 2000-та година ние како генерација дојдовме и стварно бевме многу загреани, многу бевме заинтересирани за продолжување на таа традиција на рок н рол. Дури имавме и стварно многу посетени рок фестивали во Струга. Еве да ги спомнам, тоа беа еден летен и еден зимски фестивал. Летниот се викаше Дојди веслај, а зимскиот се викаше Оди вежбај. Да, организатори беа Дејан Јанковски Деше и сега нашиот покоен другар Стефан Голабовски исто така беше еден од највилјателните личности во Струга, кој беше еден од најголемите двигатели на рок културата во градот и практично тие двајца, посебно Стефан еве ги организираа сите тие работи буквално ентузијастички онака. И многу бендови доаѓаат да свират тука и од цела Македонија, па и од Балканот пошироко. И буквално имаше на многу богата сцена каде што функционираше онака се, ајде да не кажам перфектно, туку со голема љубов и со голем ентузијазам. Како толку голем број на рок н рол музичари, ентузијасти, heavy metal се прифатени од локалното население? Тогаш во тоа време бевме прифатени како сатанисти, како наркомани. Така? Да, мислам тоа типично размислување за тие средини. Да, тоа ми е интересно, пошто станува збор за мало место, кај што сите се знаа, се разбира дека тука традиционалните
призми низ кои што го гледаш светот се многу поригидни во Да. однос на некои поголеми градови или Така. и сигурно тој притисок. Не, види, тоа имаше тоа таков притисок, чудење. ама не можам да кажем дека беше до толку ригорозен и дека многу не оцрнува. Не мислам на нешто стварно разбираш како гледање. Да, не, бевме феномен, Да. значи беше фестивалот во Струга, на пример, во Парков, кој ќе застанавме сите такви со чудни имиджи, панкери со четки, со корнети, Ја. со синџири, со катанци Да, на субкултура вратот, што дели од се со останат. мајци, со фармерки такви извалкани намерно со варикина. Бевме гледка онака за време на тие неколку денови за фестивалов, онака не гледаа малце чудно луѓево што е работела со младинава се вика. Но, ама не можам да кажем дека ете да кажеме сме биле нешто многу обично кога секој зборува за својот правец на култура, на музика, на уметност, обично секој сака да каже дека колку не дискриминира, не сме сватени ова она. Не, можам да кажем дека Тоа е дури да имаше иконографија, такви тоа е стилистика, иначе Да. ако го прескокнеме вашето однесување, вашите разговори, тоа е сето исто, обични луѓе. Да. Знаеш, и Да, генерално тоа. И не, ја ти кажам прави, не допира многу такви муабети, дури да ги имаше, не допира, дури ни дава еден простор сите тие муабети да си правиме една шега на сметка, и на своја сметка и на сметка на општеството, да. Но генералната поента на сите тие правци што беа тогаш од музички аспект во Струга беше бунтовност пред се. Ама самата суштина на овој тип на музика е тоа. Бунтовноста Тоа е двигателот. да не припаѓаш под тие стерилни генерички норми на општеството, туку да се издвоиш со нешто различно и да фрлиш на критика на современиот начин на функционирање, на живење на современиот систем, да кажеме. Денес е многу голема штета за младите генерации што го нема тој жар на бунтовност што го имавме ние порано. Имаат некоја бунтовност, ама во скроз друг правец. Ама може би не канализирана. Таа нивна бунтовност е пред се, како да Кој ќе кажем, расејана егоистична и себична, како морам да ги имам новите Nike патики, ме разбираш, а не да бидам бунтовен кон системот и кон општеството и кон сите тие. И то пред се не е бунтовен во смисла вандалски, туку Бунтовен во со смисла идеја, со идеолошки. идеолошки бунтовен. Да. Тоа беше пракса во креирањето музика и уметност, да преку текст, преку самата музика да го изразиме тоа. Добро што спомна. Кажи ми мотивите, текстоите, пошто имате доста авторски песници и работа на создавање со бендот Скетер ти имаме веќе сега го снимаме и третиот албум. Тоа ми кажа. Јас прва прилика че се задржам малце на што ги имаш правено. Сакам да послушам. Кажи ми во врска со текстоите, сега ме интересира. Да. Кои мотиви се провлекува? Најчесто Како ги создавате песните, Да. малце се таа креативна атмосфера, ама од страна на уметност. Да, во пишувањето на песните, посебно во областа на Ние ќе ги оставиме сите на линкови heavy кај што metal, луѓето така, може да го запозна Посебно, да. и твоево музичко дело. Посебно во однос на тие потешки правци како heavy metal, како панк, најчесто се застапени текстови и креирање музика што ги опфаќа негативните страни на светот и на човечката природа. Конкретно во моите текстови, кога јас пишувам... Ти си текстописец? Да. Кога јас пишувам, секогаш гледам да го истакнам грдото кај човекот. Бидејќи никој не зборува за тоа. Сенката. Да, значи современиот човек, конзумеризам, империализам, војни, социјални мрежи, и тоа едно божество што го величаат сите на социјалните мрежи, како да имаш еден невидлив бог што сите не контролира во една негативна смисла, себичноста кај луѓето. Тоа се теми што најчесто биле застапени во моите текстови. И секогаш
да го вадам на површина негативното од човекот, за преку таа музика и преку тој израз да дојдеме до еден заклучок што би донесол едно позитивно размислување и начин да се оттргнеш од сите тие шеми на... Прво да го лоцираш, па после да го избегнеш. Да. Или да го коригираш, а ова го, значи, да речем, третмано на овие теми го доживуваш како повик, како должност на еден уметник, како можеби некој неодреден, натрешен енергетски порив тоа да го исфрлиш. Каков ти однос? Пред се почнувам од револтот. Од работите што не ми се допаѓа што ги гледам. Така, гледаме во светот. Гледаш дека е некоја улица овде кантава на пола метра од мезе џубрево. Да. Значи револт, тоа е иницијалната каписла за... Да, дефинитивно. Сега јас кажа еден така банален пример, ама... Да, банален, ама битен, ама важен пример. Дефинитивно од сите тие политички случувања и тука, на пример, од тоа што еве 30 години како држава уште сме на едно дно, каде што сите политички партии до сега буквално не направија ништо за народот тука. Тука ги гледаш уметниците како некои што треба да му покажат, да му помогнат. Дефинитивно, уметноста, не викам дека тоа е правило, ама едно од важните работи во уметноста е да ги отслика сите тие негативни страни на човекот и на општеството, и за да може самиот конзумер на таа уметност да си постави прашање. Ама гледаш, овде не станува само како бунтовност, туку и како некој што се нуди на соработка како уметник. Да. Значи јас сум тој што имам власт и сега ти ми се нудиш како соработник, ми помагаш, ми кажуваш гледај онде. Не, дека некој ќе те слушне тебе, ама од политичарите. Добронамерност, се работи за добронамерност. Да. Види са, не тргнуваме само од добронамерност, туку баш онака од револт. Без разлика дали исходот на крај бил ќе извлечеме нешто добро, не знам, битно е да се лоцира суштината на проблемите. А револтот ако го земе вака збор кој зад себе носи некоја енергија, сега зборов самиот револт, мислам дека таа енергија баш резонира со музички амбиент на хеви метал. Да, дефинитивно. Самиот хеви метал е гласна музика, е доста агресивна музика. Некако според мене е сосема логично и разбирливо да го носи револтот заради таа сама природа на самата таа музика, без разлика дали е хеви метал или панк. Колку има живи вака настапи како хеви метал, сум имал доста музичари, вокален изведувач. Сум имал доста до сега. Сега не можам да ти кажам конкретна бројка, ама да речеме до пред 3-4 години имав доста бев застапен во целата таа сфера, имав доста настапи. И не само не свирев само хеви метал, не свирев само панк, туку буквално свирев и за заработувачки, тезги сум свирел, буквално сум чепкал во секоја музика. Тезги? Која тезги мислиш на веселба, прослава? Се и свашта сум свирел, друга. Све и свашта, буквално. Значи, секој што се занимава со музика, мислам дека е коректно да ја познава секоја музика, да ја знае природата на музиката, каде се движи и како се движи, за на крај да може да извлече некој заклучок и свое оправдување понатаму како ќе се изгради во таа смисла како уметник. Тоа е целата поента. Имаш настапувано на Вакен. Да. Вакен, тоа ми спомна, Вакен е еден од најпрестижните рок-н-рол фестивали, heavy metal, рок-н-рол, ама ајде да речеме метал фестивали во светот, се одржува во Северна
Германија, тоа е село. Јас Да, село, буквално чуват говеда таму на Да, фармите. да, колку што ја знам приказкава И неколку кога- ентузијасти. Кога фестивалот доаѓа, говедава ги преместуваат и сместуваат металци таму. Да. Ама приказката е интересна, неколку ентузијасти, као, знаеш, нашле место, ајде сега да организираме настава Да, таа е на heavy неговата metal приказна, бендови, да. И- а денеска Вакен е фестивал што успешно организира дочек на некогаш и 100.000 посетители. Да, дефинитивно. И со Да, вака ова да се- година да се беа разбереме. Slipknot, мислам. Да, и најголемите имиња на стативата. Да. Но во секој случај ние секако не бевме на Окей, ама на кажи ми за големите- искуство на Вакен, на окей. големите. Се почна од ние практично појдовме на надпревар. Тоа беше еден дел, еден стејч од Вакен кој беше наменет за млади бендови што допрва ќе градат кариера и ќе се надпреваруваат едни со други на светски рамки. И каде што Вакен после дали мислам на Вакен учествуваат разни нели продуценти, разни издавачки куќи и така натаму. Сакавте да покажете што Сакавме, знаете. целта на одењето на Вакен беше да некој да не забележи, за да можеме понатаму да функционираме малце надвор од границите на Имате таква Македонија. амбиција? Да, имавме таква амбиција. Приказната почна со надпревар во Скопје. Концептов се викаше Вакен Метал Бетл. Аха. И во Скопје бевме прво место, победивме, со тоа што после Скопје не праќаат на регионален надпревар, кој се одржа во Задар, во Хрватска. На регионалниот надпревар на исто така зедовме прво место и следната дестинација не пратија на Вакен да се надпреваруваме со бендови од ширум светот. И? На Вакен беше многу тешко да победиш. Ама беше едно одлично искуство каде што запознаваш многу луѓе, каде што се представуваш пред многу луѓе и каде што ти се отвора многу патишта за понатаму. Успеавте да стапите во контакт со Успеавме да стапиме во контакт со продуценти, да, но нажалост после враќањето од Вакен бендот заради X причини се растуривме. Настана некоја битка помеѓу луѓето внатре во бендот. И имаше доста несогласувања. Несогласувањата најчесто беа баш заради тој пат што ни се отвори за излегување малце надвор од овие граници. И настана една борба на его и некако тогаш се растуривме како бенд и целата таа идеја генерално пропадна. Со тој бенд извадивме едно EP. Имавме во план нели после Вакен да снимаме албум, со што и се почна снимањето на албумот, но за жал остана приказната таму каде што остана. Дали има вака приказни некој да се сетиш ти авантури музички твој анегдота, некое искуство, нешто што би споделил со нас? Интересно? Од тие периоди? Да, од тие периоди, како настанала некоја песна, што се десило после некоја ваква турнеја, Знаеш што, иностранство, настап, нешто. анекдоти Кажи ми генерално нешто. има многу, само во моментов пробувам да се сетам, ама генерално се случува секој ден нови работи. Бидејќи вежбавме во гаражи. Имаше стварно голема беше борбата за да дојдеш до соодветна опрема, соодветно поачало, мораш и да штедиш многу пари да купиш таква опрема и сето тоа. И стварно беше една интересна борба со тој ентузијазам да го постигнеш тоа што сакаш да го постигнеш со не толку нели скапа опрема. Да, имаше анекдоти. Значи, и таму довитливост сте прави. Да, имаше анекдоти летно време во мојата градина во дворов, често пати се собиравме надвор да вежбаме.
И бидејќи тоа е село, ме разбираш, од сите страни има ниви, луѓе си работат со трактори, со машини, летно време, знаеш како ние е? во двор рокате Ние во heavy двор metal. со косишта, Ау, долги, која сцена, добра сцена. со, кажи го, такви облечени со отцото и нели имидж и луѓе овака не гледа од страна. Смачено му е по сонце од работа цел ден, те гледат тебе тука кај што скокаш по тревата. Дај дечки, најдете некоја работа, работете нешто. Не. Да. Татко ми во тој период, пошто имам многу голема коса јас, не знам, огромна коса имав и ми беше таква права целата свилена. Татко ми ме викаше, кога ќе ме видеше во градината во дворот, ме викаше самовила. Самотно. Да. Кај би тако како самовила ми вика. Кога скрати Косово? Па, ајде да кажем некаде 2008-2009 година. Мислам дека 2009 беше тоа. Да, ама ја скратив заради тоа што ми испаѓа целата, онака веќе сум прочелав сега тука. Да, нормално, ама и да, со кулинарство, со такви работи. Па да, и не е баш практично. Не, генерално понатаму почнав да работам во професионални кујни, ама причината заради тоа што денеска немаме баш ради тоа што не ми издржа. Добро, Пеце. За иднина кажавме, што од страна на филмови и книги вака постојано време некои интересни работи што настрана од сето ова, што ти е интересно, што пратиш. Да, порано доста читав литература, бев голем љубител да прочитам добра книга. Од што се инспирираш од Па најчесто, знаеш, ги читав автори како, не знам, Џон Фанте, кажи го, Курт Вонегат, Чарлз Буковски, на таа американска бит генерација ја читав доста. Та поетичност. Да, поетично Ален Гинзберг. Исто така се занимавав во одреден период, аматерски се занимававме и со театарски представи. Имавме здружение во Струга, се викаше Везденски. И се занимаваше како актер, како актер. Да, режисери беа мои пријатели. Значи имаш искуство и како актер. Да, редовно бев актер. Последно ја работевме представата, ја адаптиравме представа според дело од познатиот авангарден руски писател, кажи го, Даниел Хармс. Даниел Хармс. Да, Даниел Хармс го работевме, четивото старицата на Даниел Хармс го преточивме во представа и можем да кажем дека тогаш направивме стварно бум со таа представа во Струга, беше препосетено, буквално немаш игла кај да фрлиш во Домов на култура во Струга во Салава и јас тогаш имав главната улога, го глумев самиот Хармс, пошто малце како автобиографското четивото беше представено и јас имав улогата на Даниел Хармс и беше беше на таква црна комедија, црн хумор, хумор што многу провоцира кој што е препознатлив Даниел Хармс. Да, Даниел Хармс е многу препознатлив и огромно влијание има извршено на Да, исто од руските писатели да го спомнам што многу го сакам. Сега на врв на јазик ми е, кажи го, потопи ми главата, имаше пишано и Ајде ми текни покасно. Ајде. Да. Ги сакам генерално тие автори, каде што се испреплетува нели социјалната тематика со црн хумор и со нели како што кажеш со мрачната страна на Добро, Даниел Хармс е мрачен на моменти, знае да види многу духови. Да. Она за мене поим за црн хумор онака. Дури пред Монти Пајтон. Да. И стварно отров во позитивна смисла. Како отров е кога ќе го прочиташ. Значи толку одмате. Баш ми е драго што ја познаваш неговата. Да. Па имаше што се однесува слободно можеш. А не е мој овој. Не, од кога? Од мене. Дај му го таму.
Имаше, мислам дека една представа и во театар комедија Даниел Хармс, нешто негови текстови обработува. Се сретнав, одамна се сретнав со негови кратки миниатури. Ја прв пат кога дојдов во допир со Даниел Хармс, мене ми беше нова перспектива. Да. Апсолутно нова Го перспектива. познал тоа чувство кога ќе го читаш прв пат. И се препрочитуваш усвари чека, Да. сериозно е, или дали е само инцидент, дали е само едно, знаеш, и после гледаш дека се работи за една поетика, за еден толку луциден ум, Да, многу. што некои интересни работи, прво ќе ги лоцира во човечко суштество и после меѓу, усвари кај него се работи, се буквално, цела суштина, цела поента е меѓу редови. Да. Ако ти Даниел Хармс го читаш вака, то нема смисла. Нема смисла. Ама ако можеш да направиш, абсурдот е многу застапен. Поентата на абсурд, поентата на абсурд. ама ако знаеш да зирниш зад зборот, зад метафората и тука меѓу редови кај што ти ги реди усвари поентите, отровено, сакаш уште, дај ми уште. Да. Баш заразен буквално. Друго? Што имаш глумено? Сега вака ми е интересно да ми Исто кажеш. Како се покаже на Тополев. Претходно работевме представа исто со Сдруженијето Везденски. Адаптиравме представа според книгата Инсомнија на познатиот стршки писател Димитрije Дурацовски. Исто така една типична авангардно дело кое го кој режисериве на самата представа го претворија во едно скроз поинакво доживување во тоа време. Во таа книга се појавува исто така пошто Ален Гизберг бил на Струшките вечери на поезијата, не знам само која година беше точно, 80 тогаш, и имаше големо влијание и се појавува како лик во Инсомнија на Димитрije Дурацовски, и во таа представа јас го играв Ален Гинзберг. Како се снајдуваш овака? Пробуваме. Природно ми доаѓа. Да? Да, можам да ти се внесам во филм онака без проблем. Значи, ако ни треба актер, може да те бараме. Па да. За некоја креативна соработка. Да, види, тоа е скроз разбирливо бидејќи со моите метал бендови кога настапувам на сцена гледам да сум театрален и малце драматичен. И можеби заради Сепак се тоа работи за перформанс. Да, за перформанс, да. Една мала дистанца од она што го гледаме, усвари стои назад што свесно ги бира чекорите. Да. Иначе сега ми текна на авторот, уштениот туриски автор Јури Мамлеев, исто така го читав доста. Не ми е познат. Исто така многу голем, мислам многу луциден ум. Едниот Ајде уште еднаш името? Јури Мамлеев. Мамлеев го нарекува, критичарите го нарекува неговиот правец метафизички реализам, нешто така мислам дека беше, многу језиви четива. И тоа е контрадикторно метафизички реализам. Да, баш контрадикторно е, да, метафизички реализам така го нарекува, и многу инспиративен и многу чуден автор за читање, полне со изненадување. Обавезно, Јури Мамлеев, ако читаш, имаш збирка расскази, Потопи ми ја главата и Вампир психопат, земи да ги читаш обавезно. Потопи ми ја главата и Вампир психопат, лудница. Значи кратки раскази. Не се баш кратки, не се кратки. Новели, али многу чудни раскази кои длабоко те допираат во психата. Да. Морава да го едно од омилените, да. Прескан на врв на јазик ми беше, не ми текна. Браво што се сети, се среќен што се сети, да. Да. Значи за креативна дружба пред камера може да те бараме. Да, обавезно. Без гајле. Исто така од филм ги обожавам Полански, го сакам Кюбрик, го сакам Дейвид Линч. Да. Тие правци генерално. Во сите овие работи што ги спомна, да, има НЗС цело време. Да, секојаш има НЗС, да. Стручките вечери на поезијата, одиш, присуствуваш, пратиш. Да. Колку е значајно тоа нешто за струга? Едно најзначајните случувања во струга. Дали сме свесни дека имаме се помалку и помалку. Светска поетска манифестација. Се помалку и помалку сме свесни. Стручки вечери се помалку и помалку посетен.
Се помалку, Да, да. Веќе луѓето не се заинтересирани за поезија. Кога ќе гледам стари снимки од архивите на МТВ, да кажем. Да, ама може што се и самиот случило порано. пристап и сега не знам, не можам да кажам, ама мора да се прата некои трендови во смисло на организација, на маркетинг, знаеш, за Сега нема да навлезам многу таму, бидејќи знаеш, не она знам што да. палело пред 40 години не можеш да очекуваш да биде денес. Има многу интересна програма на Струшки вечери, се вика Ноќ без интерпункција. Што е тоа? Тоа се собираат млади поети Добро. од цела Македонија и буквално се ти излегуваат да рецитираат нешто што или го пишат во моментот, или нешто малце нетипично и нестандардно од целата таа приказна на Струшки вечери. Многу е забавно. Има многу смеење, има многу... Учествуваш? Да, како публика. Аха, добро. Да, како публика. Но да, таа програма многу ми се свиѓа од Струшки вечери. Само годинава не можев да појдам, бидејќи стварно бев многу оптеретен со нарачки, со работа. Со Леска бев малце во една шашава ситуација. Но генерално секоја година Најди гледам време ги за посветувам. Струшките вечери. Да, да. Најди време. Да, да. И тоа е. Пеце, тоа е. Треба чекај, те замолам. Знаеш што, годинава на гостиве ги замолуваме да ни пише едно име, што ти, вака сега што ти текни тебе, во некоја следна прилика, да ни биде гост. Ето така, некој тебе човек или некоја приказка што мислиш дека е била интересна да се раскаже, да се раскажи, значи Така. спрема твој сензибилитет да одбериш едно Да име. кажеме ли само ти го Не, напишам? Само да напишам да не го И да, откриваме. да не го откриваме, така? Да, некој човек што мислиш дека би бил добар гостин за Само ме да Подкаст. размислам. Аха, да. Да. Исто ќе напишам име од гастрономијата од Ако се, со значи храна тука си, поврзано, да. тука си слободен. Али многу инспиративен човек. Да, слободен си тука. Фала ти уште еднаш, стварно многу лесно. Ивана, еве сега да ја поздравиме, една од најталентираните Да, поздрав Ивана. дами што прави исклучително добри уметнички фотографии на храна, Да, ама да. и добар готвач и Апсолутно. наша добра пријателка. Ја поздравуваме и таа е виновник Да. зашто си ти овде гостин, тате Ивана, предложи и фала Ивана и ми на Ивана, е една од стварно. најредовните Да. муштери за Леска и стварно кога ќе пратам неа крем или путер, сегаш вади едно уметничко, Уметност. едно уметничко дело на крај. Мора да ставиме и за неј за линк да Да. види тој што сака, за што станува збор. Фала ти уште еднаш, брат. Јас ти благодарам. Како си помина, кажи Јас ми. си поминав одлично, многу уживав во целиот разговор и стварно ми е многу драго што денеска бев твој гостин. Баш квалитетно си муабетивме, опфативме доста Браво, теми. браво, да. Беше чисто уживање. И мене исто, значи се гледаме во некоја друга прилика, ќе гледам некој да ти поминам струга, Кога сакаш? бидам гостин Да, и во секој време. се гледаме, брате, чао. Видим Фала ти. поздрав.